Срдечен поздрав и оваа сабота на почетокот на уште едно издание на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија на телевизија Алфа. И овој пат половина час ќе имате можност да поминете во пријатно друштво, затоа што мојата денешна и ваша гостинка е лик кој што практично е миленик на сите генерации. Таа 30 години е дел од неуморната екипа на театарот за деца и младинци. Има одиграно огромен број представи, настапувано на многу меѓународни театарски фестивали, секако добитник е на многубројни награди, а низ нејзиното театарско уметничко патешествие многу пати го почувствувала факторот среќа на сцената, но и позади неа. Моја денешна гостинка во емисијата е Ана Левајковиќ Бошков. Здраво и добре ни дојде во Фактор среќа, Ана. Добро ве најдов и многу ми е драго што сум вечерва денеска со вас. Сигурна сум дека многумина што сега те гледаат се потсетуваат на представите од театарот за деца и младинци, каде што те имаат гледано во некоја фаза од својот живот, затоа што низ овие 30 години генерации на генерации млада публика помина низ вашиот театар, кој што секогаш знае да направи некоја неверојатна магија со своите представи. Бидејќи одбележа 30 годишен јубилеј, сега на крајот на 2025 година, како се чувствуваш со тоа тридецениско искуство и сите доживувања во театарот? Па можам да кажам дека 30 години ми помина многу брзо. Кога ми соопшти дека оваа година, мислам минатата година правам 30 години, некако ми дојде тоа малку зачудувачки, реков зар толку време помина. Затоа што кога работиш во театарот за деци, кога влегуваш од представа во представа, па некако времето многу брзо поминува. Можам да кажам дека се соочив со многу улоги, сите се различни, сите се бајковити, некои се поинтересни, некои се помалку интересни, ама во секој случај јас уживав овие 30 години да отворам во театарот за деца и младинци. Ако ми е точна информацијата, мислам дека се тоа 57 одиграни улоги во твојот матичен театар. Тоа значи да се влезе во 57 различни светови и приказни. Така е. Лесно ли е да се биде секоја недела различен лик? Па како, може би секој ден, затоа што како ни е нас репертуарот, ние секој ден имаме, може би да имаме утринска една представа, вечер сосема поразлична, ама јас ке кажам дека тоа е едно мое патување, ни сите тие ликови, сите се посебни, јас сум благодарна на мојот театар, благодарна на самата себе си, бидејќи го испловив тој пат. Може би беше малку потежок, некогаш беше многу лесен, ама беше фантастичен. И секој лик за мене е како да сум запознала некој посебен човек. Затоа што за да дадеш ти нешто специфично во секој лик, треба нешто да ископаш натре во себе. Така да, убава фантазија беа овие 30 години, убаво патување. Одбележувањето на самиот јубилеј всушност се случи со одигрување на представата Црвенкапа на 24 декември 2025 и тоа беше 300-та изведба на Црвенкапа. Дали ти тоа може би една од омилените улоги, па или чисто така се совпадна со јубилејот? Тоа така се совпадна, бидејќи имавме промена на кадарот во театарот на директорско место и најверојатно претходниот директор замислил нешто поинаку и веќе се течеше времето, веќе дојде декември, јас нормално мораше да се направи тој исчекор, да се направи. Имавме актери што за жал не можеа да присуствуваат на некои представи што ги имаа замислено и така настапивме со Црвенкапа, која веќе 300-та представа имаше направена. И се согласив, да, зашто да не, да биде Црвенкапа, токму таа представа за мојата 30 годишна работа во театарот. Какво е чувството да се биде Црвенкапа пред млада публика, која што е најотворена, најискрена, која го впива секој збор, секој движење, секој гест што доаѓа од сцената? Знаеш како, кога ќе ме прашат како е да се игра Црвенкапа, и сега нели бидејќи сум ја играла пред 30 години малтене, и можам да кажам дека
Знаеш, некои колеги викат, абе, ајде, Ана, доста е... Нека порасне црвенка. Да, порасна црвенка па веќе. Ама, можам да кажам дека, ако почнам да размислувам, да, јас сум веќе во години и не треба да играм, и точно треба нови генерации да дојдат да играат црвенкапа, но сепак мислам дека ако почнеш да размислуваш, ќе си најдам многу мани, ќе си најдам многу препреки што нема да ми извозат како што ме возат сега. Затоа што јас кога ќе застанам не размислувам ни колку години имам, ни како изгледам, него сум, да, јас сум црвенкапа сега, во овој момент, јас сум таа црвенкапа. Има доста деца кои ќе ги сретнам од кои ќе се облечам, после црвенкапа и сега мајката вика, еве црвенкапа, и сега ме гледа и вика, не е таа црвенкапа, да, викам, не сум таа. Значи, многу умешно знаете сите вие на сцена да ги доловите тие ликови, навистина да им ги доближите на децата и да ги вовлечете во таа приказна. А дали мислиш дека работејќи во театарот за деца и младинци, имате привилегија сите вие што сте дел од ансамблот малку поспоро да стареете од другите? Дали таа детска енергија што ја добивате од таа млада публика на вистина влие и на вас како личности, затоа што не само ти, туку сите твои колеги што ги познавам и лично од театарот, на вистина сите ве краси некоја посебна срдечност, една позитивна вибрација, една духовна убавина. Па може да се каже, затоа што е многу специфично да работиш со деца. Таа работа кога најверојатно кога ќе излезеш пред децата и таа енергија кога ќе ја добиеш од нив, останува, барем во мене останува и ти ја носиш со себе, затоа што точно е тоа дека кога работиш за деца, што викам, ако почнам да играм вака улоги што се нежни, нели, убавицата и зверот, црвенкапа, волшебната флейта, викам, јас од тек на време ќе станам инфантилна, цело време играм едно те исто. Ама па добро, точно е тоа дека кога работиш за деца и мораш самиот ти се грижиш, самиот ти не дозволуваш да пораснеш, можеби. Не да пораснеш во светот кај децата, да пораснеш во светот на ликот што го играш. Можеби така некако би го кажала тоа, можеби затоа не држи таа како го викаш ти, тој младешки изглед што го носиме со себе, тој ведар дух. Да, веројатно заради таквата публика го негувате тој детски дух повеќе отколку ние останатите кои што можеби дозволуваме времето, надворешните фактори да ни го задушат. Па точно така, ти можеби доаѓаш си обременет од секојдневието, си обременет од нешто друго, ама кога дојдеш на представа не можеш да бидеш да го носиш тој товар го оставаш позади себе и можеби ова ти како релаксација, еден вид да се заборави и да се стартува со нешто друго. Да бидеш и позитивен, ти мораш да си позитивен, мора да си насмеан. Мора да си искрен тоа што го правиш, за да те почувствуваат од другата страна. Театарот за деца и младинци е еден многу значаен фактор во растењето и образувањето на младите генерации, на идната театарска публика. Твоето 3-децениско искуство ти овозможило да се сретнеш со многубројна публика, генерации. Какво е влијанието што го имате како театар и секој од вас како актер за нашите млади? И па знаеш како, нашиот театар, бидејќи е првиот детски театар во нашиот главен град Скопје, можам и во Македонија, можам да кажам дека првенствено и најосновно ни е едукативниот дел, каде што ние ги припремаме децата понатака да се научат што е театар, како се однесуваш во театар, како се гледа представа. За понатака тие истите деца како ќе растат, да ги сакат и другите театри, да ги почитуваат и да знаат што е вистина, што е исправно за гледање. Како се однесуваат како публика? Има ли некои неочекувани моменти? Затоа што децата се искрени. Ние возрастните обично сме навикнати да почитуваме одредени протоколи, норми на однесување. Кај дечињата тоа не е баш секогаш така, а вие на сцената пак треба да се соочите со тие ситуации и да знаете како да реагирате во моментот. Кога го отворивме театарот,
таа публика кога доаѓаше, најверојатно и тие родители кога ги носеа своите деца на представа, беше сосема нешто поинакво. Имаше точна тишина на представа, беа толку мирни, точно знаеа кога да реагираат, како да реагираат, прашува дали може да одам да се сликам со глумецот, сакам да се поздравам со него. Сега за разлика сега новите генерации што доаѓаат се малку побучни, потемпераментни, немаат сконцентрирано внимание на следење на представа, што е нормално, бидејќи им е возможена технологијата оди многу напред и не знам колку може да изгледаат представа од саат време. И малку имаме поактивна публика во тој дел, имаме поактивно, доволно некој дете да почне да плаче и тогаш вниманието се врти кон таа страна и се заборава дел од представата, ама добро. Ние сме навикнати на сето тоа и да има галама, и да има смеење, знаат и да дофрлат, знаат и да се качат некој пат на сцена. Ама и тоа е ловината. И тоа прави секоја представа да биде поразлична. Дури и кога се игра една иста улога, секогаш поинако ја доживувате и вие, и публиката. Знаат и да навиваат. Кога ќе има во една представа добар и лош лик, они навиваат за добриот лик и го со тие хартивчињата, со билетите, знаат да направат топчиња и да фрлат. Не, тргни се, оди си. Тоа е практично една интеракција со самата публика и вие актерите што сте на сцената. А на театарот е мал, но репертоарот ви е навистина богат и шаренолик. А и вие како тим сте мала, но многу компактна и вредна екипа. И па така нашиот театар е создаден да биде куклен, да биде детски, да биде младински театар. Сега имаме и куклени представи за деца, имаме младински представи за повозраст, ќе кажам за деца од 12 години па нагоре. Имаме детски представи кои се исто така од најмалата возраст па негдека до 12 години. Бидејќи се создава еден тампон од 12 до 17 не сакаат повеќе доаѓаат во театар. Да, таа специфична возраст, може би се големи за во тој театар, а мали за во останатите театри. Сега видете, ние кога сме биле мислиш дека си голем, а всушност си многу мал. Театарот за деца и младинци е практично втор дом на сите вас кои што сте вработени, кои што сте дел од овој театар. Едноставно таму поминувате исто, ако не и повеќе време отколку дома, заради секојдневните проби, па период пред да се излезе на сцена, кога облекувате костуми, кога ве шминка, цела таа подготовка, и тоа прави практично ансамблот да ви биде второ семејство. Така е. На почетокот, бидејќи бевме само 8 актери, буквално бевме цело време на работа. Таму и готвевме, имавме кујна, мислам се уште постои таа кујна, но тогаш имавме и шпоред со рерна, па се правеа јадења, па таму јадевме, бидејќи бевме целодневно, знаевме да играме карти. На пауза, кога имавме пауза од саат време, саат и пол, игравме карти. И беше многу интересно, навистина. Тоа се убави моменти. Кој е најдобриот готвач од актерите? Кај вас, кој најмногу сака да готви Тања. Да готви кога се Тања значи. Да. Тука готвеше и бубе, ни правеше колач, еден златен колач и цел театар мирисеше прекрасно. На цимет, на убаво. Многу пати гостувате и надвор како дел од разни меѓународни театарски фестивали, настапи, настани, и театарот за деца и младинци навистина може да се пофали со еден импозантен број на награди од меѓународната сцена кои што ги имате добиени. Така е. Нашиот театар има поминато доста фестивали, можам да ги набрам само представите кои добија доста награди. Тоа е македонска приказна на Боњо Лунгов и тоа е представата Тоби и представата Роња. Тоа се прекрасни представи. За жал македонска представа не е веќе на нашиот репертоар, мислам не игра. А Тоби и Роња можете да поверите да ги погледнете во нашиот театар. Колку овие признанија и награди се фактор среќа во работата на еден театарски актер? Јас ќе зборувам за себе. Не знам што да кажам, дали наградата те прави поуспешен или помалку успешен, но
чисто за мене награда како награда не ме издвојува. Не сакам ни да помислам на тоа дека ако добиеш награда си нешто многу повисоко од останатите, бидејќи за една представа, за да биде успешна една представа, мора сите да сме на исти левел. Да работиме сите заедно и да го направиме тоа да биде максимално. Затоа имаме, кога зборувам за награди, највеќе имаме добиено колективни награди за представи. Затоа што тоа е компактноста наша во изведба на самата представа што ја прави успешна. Така, и тука не е само актирскиот тим, тука се и сите тие луѓе што работат позади сцена, костимографи, сценографи, шминкери. За да се реализира една представа, да мора да се помине од сите, па за да дојдеме ние, да се појавиме кога ќе се отвори завесата, ние да бидеме брилјантни. Ана, како ти лично ја доживуваш среќата и како би ја дефинирала среќата? Што е среќа? Знам дека сите кажуваме среќа да си здрав и точно е тоа, првенствено да бидеш здрав. Среќа е кога ќе се разбудиш со бајле и кога ќе ти почне денот. Мислам дека во малите нешта што не обкружуваат секојдневно, мислам дека за мене тоа е среќа, затоа што ние сите мечтаеме за нешто многу поголемо, многу поуспешно, например, ако е за работа, ако е за дом, ако е за... Но мислам дека во малите нешта е нашето битисување, нашето постоење. Кои се тие мали нешта што тебе ти го прават денот убав и го прават да се чувствуваш? Например, еве, работиме сега моментално представа. И јас секој пат кога работам нешто ново, сакам да дојдам со фул позитивна енергија. Се оставам позади мене и доаѓам на работа и доволно е само една насмевка да видам од колегите, за мене тоа доволно. Доволно е да ми почне денот, да бидам, не знам како тоа да го дефинирам, затоа што има моменти кога ќе отидам на работа, или моменти кога се движам низ улици, сега ќе приметам некоја позната пријателка, ќе мавнам да се видим, и ќе ја видам дека е многу тажна и само ќе гледа да ме одмине, затоа што носи со себе некоја тага. И затоа викам, убавината е доволно е во една насмевка на некој да му посакаш нешто добро. Дали си играла некогаш игри на среќа или во твоето потесно, пошироко семејство, дали сте имале моменти кога заедно сте гледале лото, бинго, сте чекале да добиете нешто? Па на времето да, на времето со моето семејство игравме лото. Ама никогаш не добивме ништо, не знам зашто. Јас па во тоа можам да кажам, татко ми многу веруваше, ајде, ќе играме секоја недела, кажувате броеви, ние ќе ги запишуваме броевите, ама не сме добили нешто голема награда околу тоа. Него било интересно, може би ете фамилиарно, па ќе се собереш, па ќе гледаш, па ќе уживаш во сето тоа. Ајде, ќе навиваме си. Еден така социјален момент и дружење на семејството и на повеќе генерации, бидејќи емисијата е поддржана од Државна лотарија, јас тука имам од нивните урбан стил грепки и сега ќе ти понудам и на тебе, како и на сите гости, да си одбереш една грепка и да изгребеме, да ги откриеме 6 зелени полиња и да видиме дали ќе имаме добивка. Ајде. Предпоставувам, знаеш, да видиме. Да, 3 ако се полиња со идентичен износ, единствено тогаш да е добитна грепката. Ајде, уште една песка. Ајде да видиме. Една од можните добивки е и екоскутер, електричен, бесшумен, еколошки. Ето песка имаме. А тука се да и паричните добивки.
Па Што добивме искреност не можам да видам. 50 денари. 50, значи не е недобитна грипката, добро, не е. сепак Супер. можеш да си ја смениш за 50 денари или за нова грипка во некоја од продажните места на државна лотарија. И еве сега видно забележувам насмевка на твоето лице, дури и ова е еден фактор на среќа, кажа ти дека насмевка може да ти го разубави денот и да те направи среќна. Знам дека прошетките исто те прават. Да, сакам среќна и те исполнуваат. да шетам, сакам да се движам. Сакам да се движам затоа што тоа ме исполнува и ме тера да размислувам. Кога шетам, размислувам доста и ми е убаво. И може би е некоја рамнотежа во однос на работата, затоа што таму работиш во затворен простор, сепак е театарот, може, или затворени простори, а ова е некоја слобода движење Така е, надвор. преферирам да одам пешки, например, ако треба еве да кажеме треба да купам нешто, па ќе кажам ајде ќе одам до Ситимо, ќе одам пешки до Ситимо. Ќе се симнам по кеј, ќе тргнам натака затоа што ми е убаво, ќе поминам низ паркот и тоа е прекрасно. Навистина преубаво место. Тука ни е водно исто така, ама може би во следна прилика ќе се качам и на водно. Значи активна си, сакаш Активна сакам да се движиш, да ти биде динамично секојдневието, а исто така ги сакаш и патувањата и Така е. истите се еден убав и важен фактор среќа во твојот животен пат. Така е, сакам да патувам, иако имам страф од авион, ама сакам да патам, само тој ми е проблемот за патување. Тие денови кога летам и кога се враќам, само тие денови ми се така малце постресни, инаку сето друго е прекрасно. Сакам да гледам нови места, да истражувам нови градови, затоа што некако те исполнува и те прави тогаш знаеш кај си, каде припаѓаш и кој си. Кој е највпечатливото патување на кое што си била или место што си го видела? Не знам, за мене Шпанија е прекрасна, Мадрид ми е прекрасен. Би сакала да посетам Африка. Тој, мислам, делот на Африка да го видам. Секој патување и еден вид на истражување, Така тие е. нови места, нови култури, места, да се нови видат луѓе. некои нови предели. Нови луѓе, нови култури, тоа те прави, ствари те прави многу богат. И тогаш сваќаш колку си мал спрема светот. И со театарот сте биле на многу патувања. Да. На тие патувања, за жал, немате многу време туристички да ги разгледате местата. Обично се наменски патувања, нели, поврзани со некој гостување и представување, ама во исто време тоа се патувања каде што се конектирате со колегите театарски уметници од другите земји. Да, така е. Кога одиме, бидејќи одиме на фестивали, и има од разни земји на фестивалот што гостуваат на тој фестивал. Се дружиме, точно имаме, мислам дека имаме и време да го прошетаме светот. Јас бидејќи сакам да пишачам, па ќе направам една тур и сите ми каде го запали моторчето, најде свртек. Како го доживува театарот за деца и младинци вашите колеги од надвор, кога ќе се земе во предвид дека сме една малечка земја, но имаме мощне, солиден театар за деца и младинци, мощне подготвен Па добро, тим мислам дека добро од театарот. котираме ние во земјите што се околу нас, дека не почитуваат доста. Имаме добри представи и секој пат сме добре дојдени. И евентуално знаат дека македонците се тука има добра представа. Не само кога се македонците таму дека има добра представа, туку каде што се македонците секогаш има и добро има. друштво, Така е, добра атмосфера, така е. добар моабет и Кога бевме незаборавни само 8 спомени. луѓе, точно е тоа кога ќе одевме на патување, бидејќи работе и Тања, и Олгица, Владко, Драган, Предраг и секој пат имаше пеење, секој пат имаше свирки, многу беше убаво, навистина. Прекрасно, знае да ги соберат сите, да се пее. Тања беше таа што ќе го земеше микрофонот и ќе направи забава. Ана, кога реши и кога посака да станеш актерка? Затоа што твојот детски сон беше поврзан со сцена, меѓутоа со една поинаква уметност. Ти учеше во средното балетско училиште. училиште. Јас одев во нижо балетско училиште и после отидов и во средното музичко балетско училиште. Не знам,
од секој пат можам да кажам дека музиката е таа што ме носи мене. Јас и еве кога ќе пазарам со керка ми во самопослуга, јас кога слушнам музика некоја што мене ме влече, јас играм и кажам немој, ќе те видат другите. Ама да, точно е тоа. Може би таа сцена со танцот направи јас да почнам да продолжам и мојата професорка што ми беше ментор по балет, Ѓургица, ме натера да пробам, да се испробам во глумата, да се испробам во овие води и мислам дека не сгрешив. Да, веројатно проценила дека носиш во себе некој проценила талент. дека Ана, ти си за да одиш на глума. И јас така дојдов. Така дојдов и се запишав на факултетот за драмски уметности и така почна моето патешествие во актерските води. А сега твојата керка го сака танцот, Да, што значи да. таа ги наследила тие твои желби. Аз се надевам, не знам како јас што се надевам, он е студент сега на факултетот за балетска уметност, педагогија. Се надевам дека ужива како што јас уживав. Јас навистина кога ќе застанам на сцена, мене ми е прекрасно кога сум вака покрај камерите, имам трема, да не сгрешам нешто, да не погрешам што ќе кажам, дали е тоа издржано или не. Додека на сцена си свој, не знам, тоа е моето место, таму припаѓам јас и се чувствувам комотно. Јас се надевам, верувам и посакувам на тоа место каде што најубаво се чувствуваш и каде што припаѓаш, театарската сцена на театар за деца и младинци, дека ќе биде место каде што ќе одиграш уште голем број на представи, каде што ќе те гледаат и ќе ти се радуваат уште многу генерации, а за крај на твоето денешно гостување во емисијата Фактор среќа, освен должна благодарност, ќе ти подарам и неколку гребки подарок од Државна лотарија за утре кога ќе си го пиеш утринското кафе, да можеш Да можам да видам. Да гребеш и да си ја тестираш среќата повторно во надеж дека ќе добиеш нека Па добро, ваќе за мене ме ќе добием, може би скутер следниот пат. Ана, на убави награди. Ми беше исклучително задоволство и ми беше пријатно да го поминам овој половина час заедно со тебе пред камерите, а сигурна сум дека и нашите гледачи уживаа во разговорот. Се надевам дека ќе уживаат тоа што го кажавме до сега. Јас ги поканувам да дојдат во нашиот театар за деца и младенци во Скопје и да уживаат во нашите представи. Ти благодарам уште еднаш, а ви благодарам и вам за времето што ни го посветивте и за вниманието со кое што го проследивте ова денешно издание на емисијата Фактор среќа. За крај ќе ве потсетам дека во среќата треба да верувате и ќе ви посакам да имате убав остаток од вечерта и добар викенд, а се гледаме ние повторно следната сабота во новото издание Фактор среќа. Пријатна вечер.